Значи, првата работа, слушнавме дека таму има индустријска зона. Таму не постои индустријска зона. Значи, нема индустријска зона. Тоа што го викаме дека индустријска зона не значи дека индустријска зона. Нема никаков проект, нема никаква инфраструктура изградена за индустријска зона и тоа не се води како индустријска зона. Тоа е индустријска зона зашто таму има индустрија. Како што каже градоначалникот, пред 20 години таму 20 години почнало на диво да се градат фабрики. Тоа било дозволено. Да потсетам кој бил тоаш на власт. Вие? Да помане. Значи, вие сте дозволиле. Пред 20 години. Дали во кој момент било се сопре тој процес? Значи, требаше процесот да биде саниран, да биде направен проект за индустријска зона, да се направи инфраструктура за таа индустријска зона и потоа да биде саниран. Повторно, никогаш не кажавме дека тие треба фабрики да бидат затворени. Никогаш. Специфично нашата програма баш за оваа тема имавме направено дека треба да се изгради официјална да се оформи индустријска зона со овозможена инфраструктура и потоа да се почне со санација на проблемот преку префрвање на сегашните индустријски капацитети таму. Не да има затварање од никоја страна да се запре развојот. Ова не е организиран развој, зашто не е на диво, не значи дека не е хаотично. Која е моменталната методологија за развој? Него ќе купи нива, тука Советов ќе му изгласа да се пренамени од земјоделско земјиште у индустријско земјиште и после му даме проект да гради фабрика. И што, тоа е организирано? Тоа е плански направено на некој начин? Не, тој што има врски да добие, да му се пренамени земјиштето од земјоделско во индустријско, тој ќе гради фабрика. Што ја да отидам да купам од земјоделското земјиште, некој фабрика ќе ми даде на Советов да градам тука. Како да не? Далеку повозможни работи ќе може да направам во животот од тоа да мисли. Со оваквиот начин, методологија како што се прави сега, и повторно ќе речам, барем да се сопре во моментов. Никој не вика да се затворат тие фабрики. На долг рок тоа мора биде санирано за да нема последици како што кажавме по економија, луѓе се вработени. Нормално нема преку вечер да им се затворат. Ама овдека нема никаков ни обид за санација. Нема никаков ни обид за запирање на процесот. Само се продлабочува и се продлабочува. На тие таму фирми им треба инфраструктура. Кај ќе се шири тој пат? Секоја нова фабрика се нови камиони. И од горниот долно листиче се пуни улиците. Како ќе пристапуваат тие луѓе? После пак ќе чекаме, го зборавме што од првата седмица ќе се чека нов кредит за се прошируваат тие улици. Овој совет сега гласа на човеков има сосема доволно голема парцела за да го изгради овој капацитет негов индустријски. Зашто му се дало градежната парцела да има државно земјиште? За он да направи до оформување на градежна парцела и си го купи за без пари скоро. Буквално го частиме човекот. Земјиште. Зошто му го даваме? Ја видов каква е парцелата, има ќош кој што буквално му го даваме земјиштето за ништо. Зошто му ја правиме таа услуга на тој човек? Да добија земјиште за без пари скоро. Нема никаква причина. Еве, пренаменете му го зашто ги имате гласовите, сакате, тоа е вашата концепт за развој, оке, не се согласуваме, можете да продолжите. Ама зошто го частиме земјиште? Дали има дајано некој објаснување зашто му треба тоа земјиште? Ако има дајанове, молам од службите ако може да кажат зошто му е потребно на него тоа земјиште. А ако не може никој да одговори зошто му е потребно тоа земјиште, ова е фактички само сега моментално советот со ова гласање, на тој човек ќе му даде пари. Ништо друго не му даваме. И гарантирам дека и да стигнам да купам така земјиште, нема ми дајете на мене градежна парцела, која што ќе имам и државно земјиште за си да оформувам парцели.